Министерството за здравство објави јавна набавка за 100 нови амбулантни возила со надградена медицинска опрема за јавните здравствени установи низ државата. Според министерот за здравство Азир Алиу, ова ќе овозможи побрзи и поефикасни интервенции, подобар транспорт на пациенти и поголема покриеност и во урбаните и во руралните средини. Возилата ќе бидат распределени низ целата држава, со приоритет за здравствените домови кои имаат најголем број пациенти и недостиг на возила. Наш главен приоритет е токму обновата на овој тип на возен парк во јавните медицински установи, имајќи предвид дека е, би рекол, катастрофална, алармантна состојба. По многу најави, огласот за неголемата јавна набавка за здравствениот возен парк беше објавен минатата недела. Рокот за доставување понуди за договорот проценет на околу 7,5 милиони евра е до 26 мај. А за да се добие тендерот, Министерството за здравство наведува дека критериум ќе биде најниската цена, но техничката спецификација која се бара да исполнат возилата, упатува на заклучокот дека огласот кој би требало да биде компетитивен, всушност ја ограничува конкуренцијата, а со тоа го стеснува просторот оваа набавка да ги чини граѓаните што е можно помалку. Конкретно, се бараат дизел возила со зафатнина на моторот од максимум 2000 кубни сантиметри. Ова во старт води кон стеснување на конкуренцијата, со оглед на тоа што дел од добавувачите во земјава нудат возила што можат да бидат амбулантни, но се со поголема зафатнина на моторот од 2000 кубици. Нејасно е зошто е наведен критериум со максимална зафатнина, а не минимална, или не е наведен опсек на зафатнината од до, како во некои претходни сродни повици. При тоа, кога се чита техничката спецификација, впечатливо е дека за сите останати параметри, како на пример должина, ширина, висина, врати, седишта и така натаму, наведени се минимални карактеристики што треба да се обезбедат, за разлика од критериумот максимална зафатнина на моторот. Во очи паѓа и барањето возилата да имаат резервно тркало од 16 инчи, без да се наведе какви треба да бидат основните тркала, што повторно упатува на исклучувачки критериум. Затоа, прашавме во ресорното министерство зошто е важно моторот на амбулантните возила да биде до 2000 кубици и зошто меѓу другото се бара резервното тркало да е 16 инчи, а нема наведено параметри за основните тркала. Еве го одговорот оттаму. Барањето за мотор со зафатнина до 2000 см кубни не е случајно поставено. Станува збор за внимателно избран баланс помеѓу перформанси и економичност. Амбулантните возила секојдневно функционираат во сложени услови, носат тежок товар, се движат низ урбани средини со чести запирања и мора да реагираат брзо и сигурно. Современите мотори од оваа класа, особено дизел турбо варијантите, обезбедуваат доволна моќност и вртежен момент за вакви услови, без при тоа да создаваат непотребни трошоци за гориво и одржување. Во услови кога возилата поминуваат илјадници километри годишно, оваа разлика е суштинска за рационално управување со јавните средства. Од здравство додаваат дека вака дефинираниот услов им обезбедува на сите економски оператори еднаков пристап и во некој случај не ја попречуваат пазарната конкуренција, зашто, како што велат, голем број понудувачи можат да го исполнат условот. Во однос на барањето за резервното тркало, велат, кога се дефинира дека резервното тркало е 16 инчи, тоа подразбира дека целокупниот систем на тркала е усогласен на исти димензии. Ова не е формален пропуст, туку практично решение кој обезбедува компатибилност, побрза замена на терен и поедноставно одржување, особено во итни ситуации кога секоја минута е важна, што всушност е и намената на овие возила. Од здравство бараат во возилата да се вгради и конкретна медицинска опрема, како пренослив дефибрилатор, аспиратор, политрауматско носило и серија други елементи. Со оглед на обемната техничка спецификација, пративме унифицирани прашања до повеќе увозници на комерцијални возила, како Citroen, Fiat, Porsche, Renault, Ford, Mercedes, Opel и Peugeot. Не интересираше нивното мислење за тоа дали огласот ја охрабрува или ограничува конкуренцијата и дали имаат забелешки за техничката спецификација. Ни одговорија единствено Euroimpex, односно увозникот на Opel и Peugeot, кои досега учествувале на повеќе државни тендери. И тие посочуваат на исклучувачки критериуми. За жал, техничката спецификација е елиминирачка и исклучува учество на голем број на моделите на водечките европски брендови, затоа што во техничката спецификација се бара зафатнина на моторот од максимум 2000 кубни сантиметри и моќност на моторот минимум 110 киловати. Од наша страна ќе се достави барање за промена на техничката спецификација до договорниот орган.
Иако е најголема, ова не е прва јавна набавка на амбулантни возила што ја спроведува Министерството за здравство. Но сите не завршија славно. Например, последниот тендер на здравство од 2024 година за набавка на 22 амбулантни возила пропадна. Тогаш формално причината за поништување беше дека поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган. Епилогот следуваше по серијата стории на 360 степени за спорните и нелогични моменти во оваа јавна набавка. Само неколку месеци претходно, возила за Скопската итна помош купи делегацијата на ЕУ по цена од 63.400 евра за парче, а на тендерот се пријавија 7 фирми. На огласот на Министерството за здравство пак, кој на крај беше поништен, се пријавија само 2 фирми. Пониската понуда од 70.000 евра по возило беше дисквалификувана, па за најдобра беше избрана онаа со цена од 90.000 евра по возило. Или без малку исти возила. ЕУ ги купи за 63.400 евра, а здравство избра понуда од драматично повисоки 90.000 евра по возило. Кога делегацијата на ЕУ во земјава го правила тендерот за амбулантни возила за Скопската итна помош, се обратила во Министерството за здравство. Прашала какви точно возила и опрема се потребни за локалните служби. Добила одговор во делот на техничките спецификации, но на крај решила и да ги смени условите во некои точки. Какви се тие мали разлики? Например, и на тендерот на ЕУ и на тендерот на здравство се барало возилата да имаат исто меѓуосовинско растојание од 3450 мм. Но во тендерот на ЕУ има неколку сантиметри поголема толеранција кога е во прашање должината, ширината и висината на возилото. Пред да пропадне тендерот за возилата од 2024 го привлече вниманието и на антикорупцијската комисија која одлучи да отвори предмет. Ако актуелниот тендер се спореди со оној на ЕУ од 2024 година, повторно се гледа разлика. ЕУ во техничката спецификација барала моторот на амбулантните возила да биде од минимални 2100 до максимални 3500 кубици, наспроти актуелниот тендер на здравство, во кој се инсистира на максимална кубикажа од 2000. Имајќи го предвид претходното искуство кога делегацијата на ЕУ со пофлексибилни критериуми обезбеди поголема конкуренција, прашавме во Министерството за здравство зошто не се водат од принципот на добри практики и не го следат пристапот од тендерот на ЕУ. Техничката спецификација е изготвена во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, при што се почитувани принципите на транспарентност, недискриминација и обезбедување реална конкуренција. Со ваквиот пристап се постигнува двојна цел. Од една страна се обезбедува висок квалитет и сигурност во функционирањето, а од друга страна се создаваат услови за фер и отворена пазарна конкуренција. Независно од тендерот на ЕУ, уште поназад, кога во 2011 година Министерството за здравство набавувало возила за итната медицинска помош, критериумот бил за фатнината на моторот да биде од 1800 до 2300 кубни сантиметри. Од тогаш се поминати 15 години, но дилемите за начинот на кој се спроведуваат јавните набавки кај нас, особено милионските, остануваат.